Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест вечерова, мој гостин да биде Звонимир Јанкуловски, универзитетски професор, поранешен амбасадор. Добро дојдовте. Добро најдов. Професоре, самит Европска Унија, Западен Балкан, мислите дека Брисел ќе продолжи да ни пушта вода, што се вели, или конечно можеби има шанси геостратегијата и потребата од заокружување на приказката со Западниот Балкан, како што не нарекува, обожаваат постојано некои одредници да дадат Западен, Северна, Југоисточна Европа, цело време нешто така не абстрахираат, не тргаат настрана, но мислите дека има шанси геостратегијата сепак да ги победи зезалиците на земјите членки, нашиве соседи, например? Па не верувам многу, затоа што сега во контекст на скандалот што се случи со Могерини, со незиното апсење и признавањето на корупцијата во редовите на Европската комисија и Унија, имав можност да прочитам една изјава од 17-та година. Потполно истиот вокабулар, истиот наратив, истиот речник на изјава на Марта Кос, која ја беше оваа година негде во, дали во мај, не се сеќам, околу потполно исто. Копи-пест си направи. Мислам, немаше некоја голема разлика, така да не ми влева некоја надеж дека ќе се промени, иако гледам дека Европската Унија се обидува да најде некој нов начин на бајпасирање на она што значи консензус околу прашањето не само на проширувањето, туку сите прашања во Унијата кои се носат со едногласност во Советот, така што како тоа ќе го изведи, баш се прашувам дали ќе отстапи од принципите на кои почива Унијата, дали бара некои креативни решенија, иако креативност нема во начинот на кој е конципирана и на кој функционира Унијата, создава многу дилеми, дали тоа значи да пасирањето за Украина ќе важи и за Македонија, останува дилемата, меѓутоа не сум нешто вака премногу убеден дека работите ќе се сменат во наша корис, онака како што ние посакуваме и онака како што ние очекуваме, затоа што предолго трае процесот. Во основа на желбата од наша страна со години, веќе 20 и колку години, е изразена дека сакаме да бидеме дел од европското семејство. Гледате, сите обиди да се приближиме, односно да го отвориме процесот на пристапување кон Европската Унија, едноставно беа затворени до последното, кога еден билатерален спор помеѓу државите околу прашањето на историјата и идентитетот се трансферира на ниво на Унијата, стана дел од она преговарачка рамка, така што не сум нешто многу позитивен дека работите ќе се придвижат во насока во која ние посакуваме. Кога сакаат да го направат тоа, можат. Покажа со Украина во 2 наврати и со оние така наречени преговори што ќе ги отвараат и ги отворија наводно без некои чаптери кои што на крајот нели ќе биле, и со руските пари 2 пати прескокна, ги предупреди и Орбан дека прават преседан, дека не смеат да го прескокнат моментот нели на унитарноста на Унијата, но очевидно дека кога сакаат можат да го направат. Но мислам дека не сме толку интересни, зона на интерес за да го направат. Па, она што Европската Унија во моментов го прави, тоа е отстапувањето од проектот кој во основа беше мировен проект. Европската Унија требаше да ја помири, да ги помири интересите на земјите во Европа, кои, знаете, Европа не е создадена врз основа на љубов, разбирање, толеранција и слично, создадена е на основа на војните и нетрпеливостите кои постоја во меѓу европските држави, така што овој проект кој стварно исклучително мировен проект и кој ги даваше своите резултати, доживува одредена промена, трансформација, меѓутоа секој отстапување од принципите во основа ја слабе Унијата. Тоа е и идејата на Унијата, да бидат заедно обединети околу определени политички, определени економски интереси, повезувањето, отворањето, слободниот пазар и слично, движењето на луѓето во рамките на она што значи земјите на Европската Унија. Меѓутоа, војната во Украина ги измести од овој проект, така да денеска се повеќе се зборува дека овој проект кој е од мировен полека се трансформира во воен проект и има некои забелешки дека Европската комисија функционира на ниво на Министерство за одбрана, иако
не е тоа идејата и не е тоа целта на Европската унија. Гледаме како не се снаоѓа во овој нов геостратешки амбиент кој се создава генерално во светот и во кој Европа си го бара своето место, обидувајќи се да биде активен актер. Меѓутоа гледаме дека тоа не се случува и дека едноставно чекорите што ги презема не содействува со она што беше и она што го посакува народите, односно државите на Европа, како унија, како заедништво и слично. Интересите, забележливо е дека токму на сентенца дека се е менливо, само интересите се вечни, сега се гледа дека интересите, различните интереси, полека избиваат на површина со кризата, со војната во Украина и новата геополитичка поделба во светот, односно новото реструктурирање на светот, однака како што нормално го посакуваат сега веќе дефинираните големи сили повторно. Како гледате на она што се случува во Украина, нешто кој што зависат многу работи и светот е реално, еве Газа, иако реално не се затвори како што треба приказката, но повторно Украина е во фокусот на светот според она што се случува. Добро, Украина е обид на Соединетите Американски држави да прекине војната, она што Трамп се обидува да го направи. Војна која предолго трае, војна која има несогледливи последици не само за односите во регионот таму, туку и односите во Европа. Гледаме Европа како се постави во однос на војната, вокабуларот, наративот на европските лидери веќе станува доста милитантен, тапаните на војната повторно удираат во Европската унија, иако далеку е да верувам дека нешто ќе се промени во тој дел, дека Европа ќе влези во било каков судир евентуално со Русија. Ваквото стапување од меѓународното право за кое Европската унија во она што значи темелите на Европската унија е положено меѓународното право и владењето на правото, го доведуваат во прашање со размислувањето за користењето на замрзнатите средства на Русија, што не се случило дури ни во текот на Втората светска војна, така што малце лутаат во тој поглед во која насока да се движат. Барем тука Трамп е јасен и концизен во поглед како треба и како посакува да се заврши војната. Едноставно војната мора да се прекине, затоа што жртвите се преголеми и на едната и на другата страна. Мора да се седни на маса, веќе цел свет ги трпи последиците, Европа особено ги трпи последиците, влегува во еден цикличен круг на нереални очекувања дека со санкциите ќе ослабат руската економија, ќе ослабат Русија, со тоа ќе помогнат во контекст на војната Русија да не биде толку мокна и толку силна во војната Украина, меѓутоа очигледно не е онака како што замислува и онака. Многу загубија тие. Зборуваме за енергенци, за очигледно дека европската економија трпи од се тоа што се случува во Украина, така што излезот е потребен и излезот е итен не само за завојуваните страни, туку за Европа и особено за Соединетите Американски држави кои очигледно дека бараат начин како тоа да го запрат, затоа што, ви кажав, последиците се глобални и геополитички. Мислите дека има шанси да се оствари она желба на Трамп да има договор до 1 година од неговиот мандат, што е наскоро? Како тргнал, мислам дека има шанси. И како Зеленски се предомислува. Очигледно, моќта на убедување е силна, меѓутоа моќта на убедување секогаш било положена на силата. Не е нешто ново во надворешната политика. Не знам дали се заборавија старите книги, дали лидерите на Европската унија и некои политичари заборавија дека треба да читаат од книгите, историските книги кои биле напишани порано, кои го третирале светот во времето во кој живееле, затоа што моќта е таа што, знаете, во хаотичен систем она што се воспоставува, тоа е интересот и силата или моќта. И тоа денеска се потврди со седбата на Путин и на председателот на Руската федерација, тоест председател на Соединетите Американски држави Трамп, се потврди. Очигледно светот трпи определени промени, сфери на интерес, повторно поделба, нешто што го гледавме
за време на ладната војна, меѓутоа сега во изменета форма. Има и многу песимистички предвидувања за Европската Унија. Во националната стратегија на САД се вели дека за максимум 20 години ЕУ ќе се распадне. Самиот Маск кажа дека ова е веќе пропаднат проект. Ова е заплашување еден вид да се вратат на вистинските вредности или за жал можеби реалност за ЕУ? Па, она што се случува во Европска Унија мал се загрижува, морам да признам, дека далеко од тоа дека посакувам или посакуваме да европскиот проект пропадне, затоа што стварно бенефитите од европскиот проект ги чувствуваат сите држави членки на Европската Унија, меѓутоа и оние членки кои се во процес на пристапување кон Европската Унија, меѓутоа она што Соединетите Американски држави и председателот Трамп го нагласува, тоа е отстапувањето од вредностите на демократските вредности, тоа значи слободата на говорот и владењето на правото. И тоа е нешто на кој не е препат да председателот на Соединетите Американски држави укажува на Европа, особено во поглед на слободата на мислата и слободата на говорот, односно слободата на изразување, што поприма загрижувачки размери во контекст на европското однесување, односно однесувањето на европските држави во можноста граѓаните тоа непречено да го уживаат. Затоа што гледаме, има примери кога имате банални случаи на тивко молење во себе да бидете предмет на апсење, што се случи во Велика Британија, со кој не само што е загрозена слободата на вероисповест, иако не знаете што во себе, мислам не може полицајецот да знае, затоа што не е јавно изразено, меѓутоа има многу случаи каде што веќе говорот на омраза станува брана пред можноста на слободата на изразувањето и слободата на говор. Многу елементи на говорот на омраза ги ја надминуваат границата од она што значи можност да се слободно да се изразите и слободно да говорите во Европската Унија, и тоа е се едни од причините на кои председателот Трамп укажува на Европа, и нормално последното казнување, мислам, беше на Илон Маск околу неговата мрежа X, каде што отворено ја нападна Европската Унија дека ја загрозува ваквата слобода и дека некои работи мора да се променат. Нормално тие не велат мора, ние велиме дека мора да се променат, да бидеме политички коректни. Тие се многу брутални, меѓутоа тоа е америчкиот начин на говорење, америчкиот начин на однесување, кој повеќе или помалку може да не се согласувате, меѓутоа е директен. Нема што да барате задни намери или задна смисла во она што го кажуваат. Едноставно ви го кажуваат онака како што го чувствуваат, и токму во таа насока и новата стратегија. Затоа што се доведени во прашање темелите на она што значи слободно и демократско општество. Бар така Соединетите Американски држави ја доживува новата Европската Унија и државите, патот по кој државите се движат во неа. Првата шваканица беше пред година дена скоро, кога Венс, тоа беше почетокот на годината, на Минхенската конференција им удри неколку тешки шваканици за тоа каде е Европа, што е Европа. Во меѓувреме се случуваат промени, но не доволни за да се сменат, се уште нема избори, нели, зборуваме во поголемите европски земји како Франција, Германија, сите останати кои што имаат сегашното раководство кое што тера милитаристички за Украина и за други прашања, во налет се токму суверенистите. Дали било тоа АФД, дали било Лепен во Франција, секаде имаме некој Лепен како и да е, и благодарение и на мигрантската политика и на се очигледно работите натаму. Дека тоа е правецот во кој се движи Европа, кој имате лоши политичари, кој имате политичари кои очигледно го губат компасот во насоките во кои треба да се движи Европската Унија, односно државите на Европската Унија, и како треба да се остваруваат оние основни принципи на демократијата, човековите права и владењето на правото. Нормално дека ќе се јават спротивните сили кои влечат кон себе, односно кон
националните интереси, тоа не е процес што не е непознат, тоа е процес што моментално и се случува на Европа, затоа што се во налет. Гледате, во Германија веќе АФД има, ако не се лажам, и водство веќе во... Настрана поддршката од Трамп, која што дојде. Да, во поглед на анкетите, меѓутоа, настапува со она што народот го чувствува како товар, а тоа е во основа мигрантската криза, економијата, начинот на кој се водат државите, способноста или неспособноста на политиката да излези да најди прав пат по кој ќе се движи во поглед на кризата во Украина, одбивајќи да плаќаат за војна која не е нивна во основа, меѓутоа ја доживуваат како закана за безбедноста на Европската унија. Тоа е во Франција се случува, тоа се случува низ Европа. Словачка имате промена, имате во Чешка промена и Унгарија веќе обележана во рамките на Европската унија. Лошото момче, да. Да, во тој контекст, меѓутоа се повеќе јакнат силите на десницата или тие викаат екстремната десница, што се обидуваат да го изедначат според речникот со новиот фашизам или новиот нацизам во Европа кој се раѓа, меѓутоа тоа останува сепак демократијата на граѓаните, тие се тие што одлучуваат која политичка опција ќе победи, плашејќи се дека духовите на минатото повторно ги прогонуваат и се обидуваат тој дел на политичкото действување да го амортизираат. Меѓутоа, се повеќе и посилна е десницата во Европа, барајќи решенија на гојливите проблеми со кои се соочуваат државите во Европската унија, особено мигрантите кои стануваат веќе проблем, ако порано беа начин с кој се амортизираше работната сила, односно пазарот на трудот, веќе стануваат товар за државите и стануваат безбедносно прашање за нив, сериозно безбедносно прашање. Од 2015 не може да најдат, односно да се договорат за соодветен одговор кон бранот на бегалци кои доаѓа од државите кои, сега реално да збориме, беа растурени во контекст на, ако сакате, и во контекст на арапската пролет, и во она што се случуваше во Либија, Ирак, Сирија, сега на Блискиот исток е нон-стоп, Африка, ако сакате, така што бранот бегалци тргнат 2015 година, сега бараат начин како тоа да го амортизираат, односно како да го решат приливот на бегалци кои си ја бара својата среќа и својата безбедност во државите кои некојаш биле дел од оној колонијален, империалистички, историски момент во светот, така што придвижувањето е токму кон оние држави кои порано управувале со таквите територии. Вие пишувавте на оваа тема околу мигрантите, напишавте дека ДАК има реален проблем доколку Судот за човекови права тргне некои одредби кои што сега спречуваат нешто што се вика мигратски кампови, приказката со Руанда, нели и со се. Кај нас се случува еден наплив на мигрантски приказни, ефтини приказни, Тарантино шемата доаѓа тука. Јас се шегував дека мигранти ќе има, особено после ова ново раководство во наводници на СДСМ, каде што имаме еден што шмрка кокаин, друг кој што е во затвор. Политичко мигрирање. Така, политичко мигрирање од Бихачка во знам и левица, можеби. Ајде да не преудицирам, но еве, вие напишавте исто така дека ќе имавме проблем, доколку еве и судот го укине тоа што треба да го укине за да се појави тој проблем во Страсбур, но доколку на вас беа оние кои што сега ги потенцираат тие мигранти, кои што се така мекина на некои сделки поврзани со националните интереси, распродажбата им оди добро, многу добро. Добре, на пазарџиите. Наративот е малце патетичен, мислам. Да. Прво би требало да се информираат подобро за Руанда, шемата која беше поставена од ториевците во 2022 година и како се развива таа приказка моментално е блокирана. Блокирана е од Врховниот суд во Велика Британија, блокирана од Европскиот суд за човекови права и ова што го кажав и што го напишав, не случајно ставиме, беше минатата недела, има министрите на 20 на Советот на Европа, министрите за правда состанок, каде што се бара модернизирање, они велат модернизирање на Европската конвенција за човекови права, која е најстар
документ во областа на заштитата на човековите права 75 години. Во основа тие што ја создадоа бараат незино модернизирање и тоа не во сите членови, бараат незино модернизирање во оние членови кои ги спречуваат да преземат определени поригорозни политики кон мигрантите. Тоа беше Руанда шемата која беше блокирана токму поради два члена од Европската конвенција, тоа е членот 3 за тортура и нечовечен и понижувачки третман или казнување и членот 8 за семено обединување, односно правото на семеен живот. И тие се членови кои ја кочат Велика Британија да го реализира овој проект. Кога тргна овој наплив на соопштенија околу тоа дека е склучен договор, иако не видовме таков договор, не знам која власт може да го одрече тоа дека не се случило, а опозицијата да не ја верува, затоа што ако власта прифатила такво, нема долго да стои на она што значи практицирање на власта во државата. Мислам, немате никаков податок, а од друга страна шемата од Руанда или камповите кои беа договорени меѓу Италија и Албанија, едноставно и тие беа стопирани од одлуката на судот. Италија се обиде да го продолжи тој процес, меѓутоа не оди тоа така, ни со Руанда шемата. Сега Руанда и во Косово имаше слично нешто. Косово прифати од Соединетите американски држави, меѓутоа тоа е сосема друга прашање. Знам кој беше Стајмер, секако го грешам, британскиот премиер во регионот имаше, ако не се лажам, средби тука и тогаш го отворија прашањето дека ете, во Македонија ќе се градат бегалски кампови, Британија ќе ги праќа тука, тоа се отвори прашањето, сега го доразвија. Овие коментари во Таймс и во, не знам, у Телеграф беше Дели Телеграф, дека Македонија прифатила, иако таму пишува кут, не мислам на англиски, не знам како го преведува тоа, зависи ако би било, нели? Зависи колку разбираат во тој контекст, меѓутоа очигледно се бутка определено прашање, се обидува да се наметни свест дека Македонија е подготвена за тоа. Македонија не е подготвена, мислам, тие не се подготвени тоа да го направат. Руанда шемата пропадна, ни еден авион не полета. Мислам, не е тоа така, ќе ги депортираат во држава која е безбедна, тие велат безбедна трета земја, каде што постапката за барање за азил ќе се води таму и ако бидат одбиени ќе останат или во Руанда или ќе побарат некоја друга држава каде што може да бидат сместени, односно каде што ќе може да продолжат. Не профункционира тоа. Сега Стајмер се обидува да ја модернизира Европската комисија. Тоа беше идеја на ториевците. Стајмер со доаѓањето на лабористите на власт, повеќето конзервативци во Велика Британија бара Велика Британија да се повлече од Европската конвенција за човекови права. Не е нешто ново и нешто непознато, освен кај нас, нормално, за оние кои се бават со политика, меѓутоа тука не можете многу да им помогнете. Сепак треба да земат да читаат. Британскиот премиер за да избегни можноста да го избегни тоа, затоа што лаборизмот во Велика Британија е положен токму на тоа, на социјална правда, на човекови права и слично, и дека отстапувањето од тие принципи во основа го нарушува концептот на идеологијата која пропагираат лабористите во Велика Британија. Затоа он оди на промена, односно на како велат модернизирање на Европската унија, прифатено е да се разговара за тој дел, со тоа што се бара пофлексибилно толкување на членот 3, да се однесува само за исклучително тешки случаи на тортура, мачење, односно мачење и нечовечко постапување или казнување, што во основа го загрозува едно од основните права кој го штити физичкиот интегритет на поединецот од можноста на државата да профункционира на штета на токму на таквиот физички интегритет. Тоа е едно од клучните права во сите документи за човекови права и секое негово разводнување или ослабување е поштета не само на државите или на политиката или на мигрантите. Тоа е штетата за сите нас. И
околу семеното обединување, семениот живот, член 8 на Европската конвенција, каде што точно можноста за семено обединување на бегалците согласно Бегалската конвенција, Конвенцијата за бегалците од 51 година, ги спречува депортацијата на бегалците од територијата на Велика Британија, да кажеме, меѓутоа, да се разбериме, се работи за мигранти кои стигаат со бродови на тлото на Велика Британија, каде што оној момент кога ќе го допри тлото на Велика Британија, он има право да побара постапка на азил, односно да побара азил во државата, и државата мора да му го возможи тоа. Тоа е правото, Британија е врзана со правото. Се обидува, британскиот премиер се обидува да го копира данскиот модел, кој е доста рестриктивен во тој поглед, и се обидува тоа да го примени во неговата земја, иако и Данска се обиде со Руанда, меѓутоа и тие не успеа во тој проект. И сега европските држави како безбедни држави, безбедни трети држави, односно државите на Балканот, ја гледат можноста тука да бидат депортирани, меѓутоа она што британскиот премиер кога беше го нагласи во бојба против нелегалната миграција, односно криминалците кои доаѓаат по новите рути преку Албанија. Да. Дури Македонија не беше спомната затоа што рутата преку Македонија исклучително добро менаџирана од нашата држава и е намален бројот на мигранти кои преку Македонија се движат кон европската. Имаше една година минатата, мислам, најголем број од мигрантите дојдоа преку Албанија. Преку Албанија, тоа е, тука имате криминални групи кои го организираат преминот, каде што 6000 евра, имаше документар. Да, каде што се игра многу пари и слично, и токму тоа беше идејата да се создади некој сојуз на држави тука кои ќе се борат против тоа со цел да се спречи миграцијата да се движи кон Европската унија, односно кон Велика Британија. Тоа беше идејата. Идејата нормално доби нова конотација, доби дека во Македонија веќе се градат и се изградени бегалски кампови. Ги имаме, не е тоа нешто ново. Во време на кризата 2015 беа изградени, мислам, прифатни центри во Гевгелија и на Блаце, ми се чини, према Србија, така што не е нешто што го немаме, меѓутоа нека ја погледаат бројката на мигранти кои се тие ќе видат дека многу кои поминале низ балканската рута преку Македонија не се задржувале во Македонија и ја напуштале, што е малце разочарувачки, затоа што не го жртвувате животот за да останете во Македонија. Нивниот пат е во земите на Европската унија и нивната среќа, односно нивната безбедност е токму тоа. А не може Британија да ги екстрадира, односно да ги депортира врз основа на тоа што сепак се работи за луѓе чиј живот може да биде загрозен доколку бидат депортирани, вратени назад, или луѓе кои може да бидат субјект на мачење или нечовечко понижување. Значи, сето тоа е поврзано. Поврзано е со обединувањето на семејствата. Данска, например, е доста ригидна во тој поглед, не дозволува обединување, барем до 3 години, бара од тие што може да ги обединат семејствата, да дојдат нормално семејствата, бара да 3 години биде економски самоодржлив, тоа значи да биде вработен, да не користи социјална помош, да го владее данскиот јазик и после 8 години престој во земјата да добие постојан престој, да може да престојува во таа држава. Сега новиот пакт, кој верувам дека опозицијата го знае, кој европските држави, односно на Унијата, овде зборев за Советот на Европа, кај што се донесени 2 декларации, една на 27 држави кои бараат да се пристапи кон промена на членовите, и заедничката декларација која е усвоена, оваа само 27 ја подпиша, втората декларација која е заедничка, која е токму на линија на тоа на несогласување со претходната, меѓутоа сметаат дека треба да се разговара за промена односно да се модернизира конвенцијата, меѓутоа тоа е процес, да бидеме реални. Така што новиот пакт предвидува 20 години да престојувате за да добиете постојан престој во државата и доста ги зострува критериумите за прифаќање, односно критериумите за отворање на постапки и добивање на азил во земите на Европската унија. Така што
тоа е доста сериозен проблем со кој европските држави се обидуваат да најдат начин како да го намалат бројот на мигрантите, односно да ги обесхрабрат да доаѓаат на нивните територии, па еве, последната информација што имаме дека 35% од минатата година е намален бројот на мигранти кои стигаат во Велика Британија, меѓутоа е секако голем и продолжува да биде голем. Ке видиме, овој пакт за миграција и за азил треба да профункционира во рамките на Европската унија до година 2026 во 10 јуни ми се чини, па ќе видиме како ќе биде имплементиран, претпоставува скрининг, кажува како ќе биде постапката во рок од 6 месеци да се одговори на азилот, кој ќе остани, кој ќе биде вратен назад, така што се обидуваат. Мислам, не е дека не се обидуваат, меѓутоа тешко наоѓаат заедничка политика околу мигрантите и начинот како да се справат со нив. Освен кај нас, нормално. Добија од опозицијата деманти, буквално кажано од британската амбасада, која што објасни дека се работи за task force поврзан со заедничка соработка за борба со нелегалната миграција и организираниот криминал кој што доаѓа. Тоа е идејата. Да. Затоа што целиот сите патишта на мигрантите кои поминуваат тука во основа се криминализирани од банди или од луѓе кои врз основа на несеќата на луѓето кои бараат излез од ситуација, бараат излез од државите каде што нивниот живот е загрозен, да биде лукративен, да биде платен и во основа знаете, со миграциите доаѓа и трговијата на луѓе, трговијата на жени, деца и слично. И тоа многу се одразува во Велика Британија, очигледно дека имаат сериозен проблем. Франција не е исклучок, не се исклучок другите држави. Погледајте Полска. Полска има цивилни патроли кои се грижат мигранти да не поминуваат преку границата. Значи, тука е поделена Европа околу тоа како да се справи со миграцијата. Иако на времето мигрантите беа оние кои ја крепеа економијата на европските држави, така што тој е дупли лик на миграцијата во рамките на Европската унија, кој сега одеднаш станува проблем, затоа што е сериозен проблем за нив. Добија шваканица од опозицијата, дури и од Агелер, ама некако не им се слуша другата страна, дури и странците. Порано беа многу послушни кога странците ќе им кажаа нешто, сега некако продолжува. Мислам, сепак се работи за партија која е во процес на реформирање, мислам... Деформирање? Не, реформирање. Се обидува да го најди патот, очигледно не знае по кој пат да се движи. Знаете, партија која 30 години функционира како продолжена рака или експонент на еден режим на оние луѓе кои беа дел од тој режим, кои ги уживаа благодетите на тој режим, така што од партија без идеологија, затоа што социјалдемократската не е комунистичката идеологија, знаете, од комуниста не станува социјалдемократа преку ноќ, едноставно не можете да го трансформирате со тоа што ќе го смените називот на партијата, ќе ставите ружа и ќе ставите тупаница или било што во ружата и така, и дека тоа одеднаш ќе се трансформира во социјалдемократија. Печатот кој го оставија во Македонија е печат на пазарење со националните интереси. Токму за мигрантите доаѓа токму тоа е. Тоа е лајт мотивот на целата приказка. Нивното размислување е дека тие имаат пазаџерски начин на размислување, дека ако ние тоа го правиме, сигурно и новата власт ќе го прави. Знаете, кога сте научени на пазаџерски начин на однесување во политиката и во третирањето на националните интереси на државата, очекувате дека и другите тоа го прават, другите не го прават тоа. Мислам, нема зашто да го прават, затоа што тие си спезарија со се. Ветуваа дека нема да го направат, како што сега новата власт потврдува дека нема да прими бегалци, меѓутоа знаат дека точно тие ветуваа дека нема, македонското име нема да загине, па беше жица на гитара или жица за сушење јалишта, веќе не се ни сеќа. Така што
нивниот начин на перцепција на политиката и пазарењето е вообичаен и смета дека тоа е дел од политичкиот амбиент во Македонија, која секоја политичка опција ќе го практикува исто како нив. Меѓутоа се работи за сосема стар политички субјект кој никогаш досега не сме виделе дека се испазарил или се пазарил со националните интереси. Тоа СДСМ го правила, мисли дека така треба и така продолжува да функционира, затоа што поинаку не знае. Да знае поинаку ќе се реформира токму врз основа на социјалдемократските принципи на кои треба да почива партијата, меѓутоа не е тоа така. Нели е малку мрско социјалдемократи да шират таква ксенофобија и она што го прават? Не, па тие шира и за време на конфликтот во 2001, за време на територијалната поделба на 2004 година. Тоа беше за време на бомбите, кога јавен интерес беше бомбите да се презентираат приватни разговори, без оглед како незаконски прибрани, никогаш потврдени во правото, никогаш потврдена веродостојноста на разговорите, да ги презентираат на јавни митинзи преку телевизии, преку радио и никому ништо, никој за тоа да не одговара. Тоа е таа нивна револуционерно одмасничка правда која ја применува во сиве години на тие се, и тоа е печатот кој го ставија во политиката по кој ќе ги памтиме. Тоа е таа државотворност на која се повикуваат, мислам, пазарење со националните интереси, ако тоа го нарекува државотворност, нека им биде. Така. Ке имаме уште теми за отворање, ке зборуваме за она исто што пишувавте за реформите преко потребни за македонското правосудство, насушно потребни, зборуваме за безбедносниот град и оние душички кои што се потресува дека нели сега им навлегувале во приватноста, иако безбеден град функционира многу години, ама тогаш само снимаше, немаше казни, нели? Сега некого го боли, претпоставам, за други работи. Со нас е професорот Јанкововски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Сонимир Јанкововски. Професоре, дали со вчерашната принудена оставка, изнудена оставка на Љупчо Коцевски, започна конечно она реформа во македонското општество, правосудство, општо гледано, бидејќи без тоа па и општеството не можеме да го вратиме системот како што треба, бидејќи реално најголемата болка изнудена затоа што од една страна требаше да ја даде тој многу одамна, од друга страна и власта требаше одамна да го откачи, му даде втора шанса со Кочани, можеби добро, иако мислам дека и претходно за една недела го разрешија СДСМ кога дојдоа. СДСМ знаеше како тоа да го направи, мислам, инженерингот што Заев го обзнани тогаш дека кога ќе дојдеме на власт ќе ги минуваме од чистачките па нагоре. Заев знаеше тоа како да направи, брутално, безмилосно, не почитувајќи ниту закон, не почитувајќи ниту правила во државата, така што ВМРО тука покажа сосема поинаква слика на однесување, каде што сепак им даде шанса на одредени луѓе кои и не заслужија, ама кои во основа се крија, цело време се крија за независноста, тврдејќи дека се они независни, иако заборава дека или не сакат, не знам како размислуваат. Обвинителот е државна функција, дел од институционалниот систем, односно да екзекутивата, не е тој независен, назначен, не знаеме од кого и кој треба да го изгласа. И вообичаено. Меѓутоа, она што се очекува од него е да го примени независно и непристрасно законот. Тоа е суштината на неговото, да нема преференции кон ниедна политичка опција или кон влијанието кој доаѓа од политиката. Тоа е идејата, таков човек ни треба. Меѓутоа, се знае, не може он во процесот да настапува заедно со судот, затоа што во Македонија таа врска меѓу судот и обвинителството е многу тесна и гледам од комунизмот се уште, од социјализмот се уште не е раскината. Затоа што прават работилница, обвинител и судот забораваат дека е странка во постапката како и бранителот. Точно, неговата оставка беше очекувана одамна, со оглед дека и ја носеше опашката од претходниот систем и
промашувањето и неспособноста на тој систем да одговори на барањето, на испорачувањето на правда во општеството. Реформата доцни, вообичаено таа доцни веќе од времето на претходната власт која ја најави реформата со доаѓањето на Заев на власт дека ќе го реформира правосудниот систем. Реформирајќи го правосудниот систем падна на 2% на доверба, каде што во ред, јавното мислење, јавната перцепција на правосудството не треба да биде пречка судиите да функционираат врз основа на закон, меѓутоа ако имате 2%, треба да се замислите за тоа што нарушен е системот на владењето на правото, а со нарушен систем на владење на правото се руши самата демократија во државата. И тие последици од таквиот начин на испорачување на правда ги чувствуваме сите, повеќе или помалку. Меѓутоа, најмногу беа почувствувани во времето на владењето на претходната власт, кога системот беше заробен. Во основа беше заробен во литературата, веќе некои анализи се прават, тоа го нарекуваат судско-винителска диктатура која се воспоставува и таа не е случаен феномен во државите како што е Македонија. Во јужноамериканските држави има многу примери каде што судско-винителската диктатура функционирала токму на штета на демократијата и владењето на правото. Во тој контекст на овој вид на диктатура се споменува и Македонија во контекст на шарената револуција и назначувањето на Катица Јанева за специјален јавен обвинител. Така што тој систем на диктатура кој беше воспоставен во Македонија продолжи и по промената на власта. Да не се лажеме, мислам, ништо не се промени. Гледа, кога имате 2%, јасно ви е дека немате испорачување на правда. Значи, правдата која испорачува во годините на шарената револуција, тоа беше политичка и одмазничка правда, далеку од тоа дека судството и русковско обвинителство. Апсолутно далеку од тоа дека се работеше правда која беше базирана на закон и право. Не беше тоа. Политички нарачки, да. Пресудата на бившата министерка за внатрешни работи Гојдана го потврдува тоа. Колку и да го одрекува, колку и да се обидува да го одрекува тоа, судот во Страсбург токму најде повреди во постапката. Мислам, тоа е тоа. Дури приказките кои имав можност да ги слушам од луѓето кои биле дел од истрагите на поранешната специјална јавна обвинителка го потврдуваат исто, односно сите оние кои беа во системот, 3 граци или колку беа тие ангели на Чалиеве, ангели на Пеколот или слично. Фатиме Ленче и Катица. Да. Бубевски и останатата сето тоа го потврдува. Меѓутоа тие се уште дел од системот и вие барате да реформирате еден систем кој е загноен од внатре. Кој систем кој служел за одредена цел, затоа го викаат судско-винителска диктатура. Систем кој продолжува во променети услови, во услови на променета власт. И прашањето на независноста во основа кај главниот обвинител се јавуваше како смоквин лист на неспособност и некомпетентност. Вие имате, пазете, јас сум бев дел од оние фулбрајтовци кои замина во Америка на постдокторски студии на Беркли, каде што ја знам постапката на избор. Какви се ригидни правилата на селекција за да бидете дел од таа програма. Одеднаш добивате правници кои стварно не сме ги рачунале на правниот факултет како колеги еднакви на нас. Не е тоа дискриминација, меѓутоа, знаете, правници кои едноставно го поминале факултетот, колку да го поминат. И одеднаш тие ви се појавуваат во улоги кои се исклучително важни за функционирањето на правниот систем на државата. Со 10 броја поголеми кондори, во 10 броја. Видете, ја колега кој во основа генерацијски сме многу блиску, да студирате 10 години право, ја не знам, мислам, стварно мора добро да сте го утврдиле правото, затоа што правото во меѓувреме се променило. Дошла независноста, па правото се менувало, се смени уставот, не беше уставот од 74-та на СФР, така што и одеднаш добива улога да биде дел од систем кој треба да го обезбеди владењето на правото и испорачувањето на правдата во државата.
не може да очекувате резултати од тоа. И затоа, ви кажав, смоквин лист, јас сум независен, од што независен? Посебно за обвинителите, од што независен? Непристрасен, политички треба едноставно да имаш еквидистанца кон политичките субјекти и можното влијание кое доаѓа од нив. Меѓутоа тоа не се случи. Сега веќе изнудена, морам да признам дека беше изнудена оставка затоа што знаеше за еден час дека ќе биде веќе различно. Иако малце е задоцната, меѓутоа тоа е критика до власта затоа што требаше тоа многу порано да го направи, да влези похрабро во реформа на правосудниот систем, затоа што оваа диктатура мора да се разбие. Мислам, не е тоа мое, тоа се анализи кои се напишани, анализи кои може да ги најдат, да ги прочитат и да видат врз основа на кои аргументи и кои факти се потпираат анализите кои се прават во контекст на судско-винителската диктатура во рушењето на одредени или политичко менување на одредени системи во светот. И тоа не е случаен процес, како што ниту специјалното обвинителство, јавно обвинителство беше случај, ниту пресудите, ниту затворањата на министри, ниту јавното објавување, ако сакате, на разговорите или како ги нарекуваа бомбите, кое е спротивно на сите реална што знам околу приватноста, тоа е надвор од било која здрава логика или судска логика, меѓутоа во Македонија тоа функционираше како начин на некој вид на јавно воајерство, на она што значи приватни разговори кои до ден денеска не знаеме кој, како и каде ги прибави. Во меѓувреме се работи на поправка и на една друга системска грешка, ќе наречам така бидејќи сообраќајот буквално кажано една системска грешка, еден хаос се оправа или се обидуваат во моментов преку безбеден град или Safe City. Моментот најинтересен е што најде, вие пишувавте и за тоа, на остри критики, па дури на Уставен суд представки ќе го ставаат на Уставен како кршење на човековите права, на приватноста, иако тоа е факт, значи тоа веќе со години функционира, се снима, но не доаѓа казни. Сега најверојатно од еднаш беше одложено, требаше од 1 јануари, сега од 1 февруари, од вториот месец, ќе се започне и со казните. Најдена остри во наводници критики од луѓе кои што се најдоа засегнати, како што кажавте и вие напишавте, најверојатно повеќе за џебот отколку за приватност. Па не, мислам, добро што им текна. Да. Добро што им текна дека приватноста е право кое е исклучително важно да биде испочитувано во државата, затоа што тоа е тенката линија меѓу власта и граѓанинот, она лична сфера која очекувате дека ќе биде заштитена од можно продирање на власта во вашата приватност. И во рете, ме бендисуе, мислам, морам да признам што имаат задршка во поглед на почитувањето на човековите права, секогаш кога се носат определени одлуки кои повеќе или помалку задираат, како што напиша, во џебот на оние кои го кршат законот. Па тука имаше заштита на приватност. Но не им пречеше, професоре, бомбите кога ги слуша. Тоа не беше нарушување на камерите стојат во град. Да. Ја не знам сиве години како никој не реагираше. Што сакате поголема загрозување кога камерите се тука. Камерите сега снимаат коли. И она што треба да се знае, не снимаат лица. Не знам каков е системот на Safe City, меѓутоа ги детектираат, тоа е табличките, тя врз основа на табличките да определи нормално врз основа на онаа база на податоци кои постои во МВР, да определи кој е собственик на колата. Нормално ќе си го решат проблемот за плаќање на казната, меѓутоа е систем кој вела дека е уставен. Мислам, сите анализи што ги прочитав во Калифорнија, при мене, секаде, што ги прочитав, никаде не е доведена во прашање уставноста на ваквите безбедносни системи кои се воспоставуваат низ градовите, а најмалку дискриминаторен. Мислам, да напишете дека се дискриминираат скопјани за разлика од Велешани што немаат тоа. Па дајте, системот е направен да се зголеми безбедноста. Па Скопје е град кај што стварно се гине во град. Ај на аутопат, разбирам, се случуваат несеки големи брзини. Сепак е
кола, мислам, автомобил. Меѓутоа во град да погинете со 150 да ви удри кола. И тоа последните случаи што беа. Тоа е сериозно загрижуваш. Стапката на смртност во град. Па ја кога ќе прочитам во Битола дека е погина човек во сообраќајна несреќа, се ужаснува, мислам. Како може во град кој сепак не е голем како Скопје да се случува, или уште помали градови. Тоа значи дека воопшто не постои ниту почитување на законот, ниту почитување на сообраќајните права. Еве го начинот како да се намали обемот на сообраќајни прекршоци во градовите каде што е имплементиран системот и да се намали можноста од случување на сообраќајни со смртни последици. Тоа е она што кој не возел надвор, не знае како изгледа. Еве, моето искуство од Соединетите Американски држави, полесно е да возите во Лос Анџелес градот, отколку да возите на аутопат. Затоа што таму се знае ограничена е брзината, никој ниту свири, ниту освен на филмови кога гледате како се бркаат. Меѓутоа, милина е возењето. Меѓутоа, кога излезите на аутопат е сосема друга приказната. И така треба да биде. Кај нас сега беше фатен безбеден град со 200 км. Кај успел да ги развие 200 км, мислам, во душевувачки. И тоа е една од работите кои оваа власт, нам некој коментира дека ќе си ја плати цената за тоа што го воведува системот. Без оглед, нека ја плати владата цената за тоа, меѓутоа нека спаси животи. Тоа е многу поважно него власта. Затоа што овој систем спасува животи, а веќе податоците од оваа пробно покажуваат дека се менува културата, значи можело. Да, и на повреди, и на смртни случаи. Еве, колку кажа министерот дека на пола е паднат бројот на сообраќајни прекршоци. Нормално, ќе има прилагодување, верувам дека ќе има прилагодување на поголемите булевари, меѓутоа тоа е прашање како ќе си го решат тие. Меѓутоа не е нешто што е непознато во светот. Немате аутопат, немате град во Западна Европа каде што овој систем не функционира. Одеднаш кај нас го носите и луѓето доживуваат шок. Ама нешто што мора да се случи. Замислете, треба да се почитува право во државата и тоа представува проблем. Мислам, далеку стигнавме, морам да признам. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам и вам. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.